Колку може да е пречка, колку е остварливо всушност германско-француското барање за реформа на Унијата пред новото проширување, нели? Дали сите кандидати ќе бидат ставени на стендбај или ќе има еве вакви случаи како Украина? Па Европската унија уште од која е формирана, постојано води ваква дебата. Дали да се реформира па да се проширува, колку да се реформира, постојано и се реформира и се проширува, нели? Да. Проблемот е што имаме еден вид на големо кочење после приемот на Хрватска во Европската комисија, односно ако гледаме наназад, просто како да не постоела Европска комисија која што барем малку не ја подпроширила Европската унија. Сега имаме безмалку две европски комисии кои што нема проширување. И тоа загрижува. Загрижува од многу аспекти. Ако чекаме ние да се реформира унијата, тогаш тоа е сериозен проблем, затоа што да се видоизменат правилата за укинување на консензусот, потребен е консензус. Кој ќе се откаже од тоа? Така што се отвараат шанси токму околу оваа геополитиката. Геополитиката веројатно подразбираме и мировен договор во Украина и така натаму, тоа треба да значи не само пат за Украина, но за Западниот Балкан. Оне датум 2030 е некако остварлив за 2030 целиот Западен Балкан? Значи, околу 2030 година има две школи на размислување, ако можеме да така кажем. Едната школа на размислување е што се случува кога европските функционери зборуваат, да речеме вака како со тебе, пред телевизија, пред јавноста, кај што се снимаат камерите и така натаму, тогаш сите сме насмејани и сите велиме дека 2030 година е нели реализирлива. Меѓутоа проблемот е што зад затворени врати се слушаат и други разговори, односно слушаат разговори дека Европската унија можеби не треба да биде проширена. Може треба да се наоѓаат некои други начини за опфат на овие земји.